Како што споменав на пресконференцијата со хрватскиот министер за одбрана, навистина се трудам и јас и моите колеги да не паднеме во старата замка, каде што партијата ќе се измеша со државата. Тука давам изјава заедно не само со заменикот министер, заедно со заменикот началник на генералштаб. Мислам дека не би требало да пливам премногу во политичките води. Процедурите се познати, роковите се познати. Ние веќе соопштивме дека одлуката ќе ја донесеме на 3 март на Конгресот. Во меѓувреме течат и дискусии, консултации и анализи. Фокусирани сме на главните државни прашања. Успеавме да дојдеме до протокол за пристапување до НАТО, успеваме да ги решаваме овие клучни проблеми. Јас очекувам дека следната недела ќе бидам првиот наш министер кој што ќе учествува заеднички со сите министри на одбрана на НАТО на еден состанок министерски на највисоко ниво. Тоа се темите околу кои што ја трошиме највеќе енергијата. Ама знам дека интересот секогаш е на изборите. Но велам, овој месец ќе ги водиме дискусиите, одлуката ќе се носи на 3 март. Неизбежно, пошто вашите името и на министрот за внатрешни работи се спомнува. И уште едно прашање. Значи, за вчера вашиот коалиционен партнер Алијамети кажа дека нема да поддржи кандидат на СДС. Дали имате несогласувања со ДУИ? Јас верувам дека коалициите се партнерства. Што значи тоа? Тоа значи дека никој никому не може бланко да му даде поддршка. Меѓутоа, не само со нашиот владин коалиционен партнер и внатре во нашата коалиција со која настапивме на изборите, ние ќе имаме отворени разговори со сите партии. Не веруваме во привезоци. Веруваме дека коалициите и партнерствата се за да се слушаме, за да разговараме и за да го најдеме најдоброто решение не за владата, туку за Македонија.